Фолк пејачката Ирена Спасовска дефинитивно сите овие години, особено последниве години, го привлекува вниманието на јавноста. Денеска со мене во студиото на Репортер. Ирена. Здраво, Александра. Здраво, добре дојде во Добре најдов за прв пат. За прв пат, да. Драго ми е што си тука и тоа разговорот го правиме пред Великден, па некако пред муабетите зошто толку го привлекуваш вниманието на јавноста, се ближат празниците. Ке вапсаш ли јајца и дали тоа го правиш во духот на традицијата? Да, токму така, веќе се исфарбани јајцата во најразлични бои, тоа ми е едно големо задоволство и секогаш Великден ми е најубавиот празник, бидејќи во себе има ритуал, а тоа се всушност и папцаните јајца. Добро, еве, како се слави Великден кај тебе во домот? Па во зависно Што има на трапезата? Така, да. Па нормално дека има од пиле млеко. Значи, бидејќи јас и ќерка ми сме вегетаријанки, има се освен месо и риба. Така, каков тој Великден без месо? Па добро, ние сме и големи љубители на животите, така и баш ми е драго што нема ни јагнешко, ниту свинско, ништо, но затоа има, нели, во изобилство специјалитети од млечни производи. Како се празнувал Великден во твојот дом кога си била помлада, да речеме, и кога си живеела со твоите родители? Да, и па добро, кога сум живеела со моите родители, тоа се празнувало на повисоко ниво, можеби, заради тоа што, знаете како, мајка ми и татко ми се од она постара генерација, поготово мајка ми е една искусна домакинка и ништо не оставала на случајност. Со денови тоа се подготвуваше, па мора да биде тортата ваква, па баклавата така, па јајцата, па јагнешко, па не знам ово, тоа, значи, се да биде, значи, трапезата да биде буквално убаво рече од пиле млеко. Да, од пиле млеко. Што нормално дека тоа се пренесува, нели, од колено на колено и кај мене исто така, само што немаме месни производи. Дознавме дека си голема домакинка, добро, дали имаш проблем со килограмите? Често знаеш да објавиш по некои фотографии, веќе можеби ќе ми се сврти од теретана каде што. Добро, тука има некои фотографии и од порано и од сега. Па вежбам, значи не дека не, меѓутоа последните 2-3 месеци некако имав премногу вртски и не можев да вежбам. Килограмите се тие што се, некогаш плюс 4-5, некогаш помалку, секогаш е подобро кога имам, нели, помалку килограми и онака знаеме дека камерите додаваат 5-6 килограми. И сега мислам дека веќе црвениот аларм е светнат и повторно се враќам на теретаните, на возење велосипед и мислам дека до јуни месец веќе ќе можам да излезам со некоја нова фотографија и кој што ќе може да го привлече вниманието. Ето, сега се ми го наметни прашањето околу фотографиите, кои што го привлекуваат вниманието, знаеш да направиш некоја добра фотосесија, прилично провокативна. И колку е тоа потребно, да речеме, за еден маркетинг, да се промовира фолк пејачот и колку од друга страна? Знаете што, мора да се следат и светските трендови, а баш ко тоа што ние не сме продавачки на цвеќиња, ниту продавачки во супермаркети. Нормално дека од нас се очекува да има нека попровокативна фотографија. Не само што ќе се привлече вниманието, него и ќе се истакне тоа што е убаво кај жената. Вие можете да забележите сите дека откако стана овој виртуелен свет, не мора да биде, значи, особата пејачка. Так. На Facebook, значи, има на социјалните мрежи постојано слики од девојчиња, од жени, кои што многу повеќе се сликаат, се разголдуваат. Значи, едноставно, бидејќи сме ние пејачки, секогаш паѓа на нас, нели, она. И добро, како често за тебе знаат да напишат и по некој лош коментар? Знаеш и ти никогаш да се угласиш на социјалните мрежи, како се справуваш со тие негативни коментари и зошто толку го привлекуваш вниманието на крајот на зошто, можеби го привлекува вниманието заради тоа што никој не сака да види некој успешен човек. Можеби како минуваат годините, можеби некој си викат па доста е она да пее, па некој оди во пензија, па има млади, има. И тоа е случај само во Македонија, додека на пример во Србија или на друго место како старе, да речем, звездата и се дава поголема почит, затоа што ова професија нас ние, поготово мене, значи професионално ја живеем од ова. Јас не можам, на пример, да се пензионирам пред време, заради тоа што мислам дека се што можам да дадам на публиката, песни, можам да гостувам, значи едноставно да се изберам за мојата екзистенција. Так. А некому тоа ако му пречи мојата успешност, тоа си е негова работа и често пати нели ќе видиме не само за мене, за одредени луѓе, колешки, па она е стара, она е ваква, она е дебела, она е грда, она е ова. И недолични коментари кои што мислам дека тоа е, знаете од каде произлегува? А тоа се луѓе кои што ни во сопствениот дом не ги
слушаат, не ги почитуваат, значи нивниот збор е еднакво на нула. И ти мисли дека ако напишат нешто на некој портал, некоја реплика или нешто, ќе биде виден, ќе биде слушнат, значи, а всушност докажал дека колку е тој некултурен, нецивилизиран, колку е тој неедуциран, значи едноставно глупав. Добро, мислам дека најголемо внимание привлече во времето на пандемијата, кога нели на голема врата кажуваш беше едно од оние кои што ги организираа пред се. Да, јас бев една од него бев прва и единствена кој што успеа во времето на пандемијата да обезбедам помош во првиот круг за околу 80 естрадни уметници, мои колеги, а потоа со Сдруженијето на естрадните уметници, со Горијан Стојановски, со колегата Кан, успеавме веќе за 1500 члена да обезбедиме, да речем, мало обештетување, кој што во тој момент едноставно на сите многу не значеше, бидејќи ние... Колку те удри тебе финансиски, те удри под жегот, реално немаше настапи, свадби... Нормално, не само мене, значи сите, генерално сите колеги, не се расфрлала со цифри, затоа што тие цифри можат да се злоупотребат, но секако дека ме удри по джеб, бидејќи ние буквално стававме без работа. Се крена голема врева околу тоа, особено кога заврши приказната со паричната помош и после ти отиде на одмор во Египет или во Катар, не во Египет, така? Да, знаете што, ако јас и било кој мој колега со работа од 30 години да очекува да отиде на одмор со помош од државата, тоа е нонсенс. Значи јас пеам 30 години, сигурно дека јас имам нешто заштедено и сигурно дека не сум живеела само со парите од државата. Значи сум живеела со мојата заштита, значи како сум живеела, тоа е мој проблем. А јас дали одам на одмор и каде одам, тоа исто така е моја приватна работа и исто не сме да ми се меша никој. Па побогу на одмор во Египет одат нормални луѓе кои што не се пејачи, мислам. Се знае колку е еден одмор во Египет, значи мислам дека не објавува фотографии. Ма ќе објавам, зашто да не објавам? Зошто да не објавам? Јас ја објавам заради себе. Настрана Египет, Катар ми е поинтересна тема на муабет. Ама па козина сега Камилова се појави во Египет, да. Се и гаргаме, како беше. А ова ти е сега за 1 април? Така сега ти ја стопивава од Facebook фотографија, да искористам за... Точно така. За тука. Ќе се сврти таа фотографија лани или прелани? Пред пандемијата, пред пандемијата беше. Наосам на една фотографија на која што пиеш сокли коктел, не знам, со шејкот, веројатно. Шејк, да. И рековме пред емисија прилично згоден овој шејков. Да, згоден. Ете така, и дури и ние се сеќавам дека пишувавме дека ќе ги продава и ќе ги остава Камилите за тебе. Што се случуваше? Први кој што го напиша тој текст. Па што се случи? Шејкот се уште ме бара, нели? Но јас не сум така лесно достапна. Са ние македонките сме, нели? Тешки жени. Тешки жени, тврдо орев. Дашка плавуша. Можда треба многу камели да продаде, уште да купи. Малку е тоа. Што викаш, значи уште се јавува шејкот? Па сега нека се јавува, но тоа нека си биде... Добро. Останува на тоа, само не јавување. Па добро, може ќе отидеш па за Катар, па добро. Пак ќе испиеме сок, тоа ништо не значи. Пак ќе напишете. Добро, Космика, шејкот, каков однос имате кога разговаравте? Што нешто спектакуларно ти кажа? Не, едноставно шејкот, например, ете ме однесе во неговиот трговски центар, значи на некои коктели со друштво, па потоа нормално дека ти ја дават комплименти, значи веројатно сакаше да дојде до мене, но тоа остана само на обично пријателство кој што и до ден денес го негува. Ајде го ставиме шејкот на страна, нека се јавува уште за следен пат кога ќе одиш во Катар. Ќе те земам и тебе со мене. Па добро, да. Може ќе има и друг шејк кандидат. Јас се плашам у авион да се возам затоа. Кога си ти во прашање на големо се зборуваше за твојот љубовен живот, посебно за разделбата по 13 годишната љубовна врска, зошто тоа толку го привлече вниманието на... Па јас на вистина не знам зошто. Тоа не е кривично дело, значи многу нормално кога има љубов, кога престане љубовта, неминовно е да следи, нели, разидување. А љубовта е вечна додека трае. Јас ето тоа го објаснив неколку пати и не знам зошто морам постојано само да го нагласувам, како да тоа само мене ми се случило. Па, значи, луѓето се во врска, па се разделуваат и не знам зошто така го привлече, веројатно затоа што сум позната личности
и си плетат луѓето приказни, можеби од другата страна нешто се напишало, па некој ќе се надоврзено. Тоа е за мене минуто свршено време. И верувате дека додека не се напише или не ме праша никој, јас дури не се ни секавам веќе на, како да кажам, на таа врска, на таа особеност, навистина нема потреба да се прашува. Да, ама знаат да се извадат од нафталин некои постери Па текстови да, ден да, денес. од нафталин, И да. неодамна те прочитав дека се Да. објаснуваш, ама бе луѓе како Па знаеш доста што да веќе сум затворете таа тема, па можеби треба нешто, немојте да ме кармата да ми ја врзувате само за старо, можеби има нешто ново што треба да ми следува, нели? Колку мислиш еве тоа што си јавна личност, да речеме сите овие муабети кои што се зборуваат и се пишуваат за тебе, ти влијае да речеме за да запознаеш некого или да започнеш некоја нова љубовна врска. Па знаете Колку што? негативните приказни, негативните коментари влијаат? Негативните коментари влијат во моментот и мислам дека луѓето си прават филмови и тоа повеќе тие коментари се во нивната глава, Да. а додека кај мене, кај моите пријатели, кај мојот веројатно иден потенцијален партнер не би требало да делува, мислам дека не делува, заради тоа што ние човек го познаваме само кога ќе седиме со него, само кога ќе комуницираме, а сето друго е само обични празни зборови. 30 години си на музичката сцена, можеш ли да се сетиш на почетозите? Всушност ти започна заедно со Андријана. Започнавте во тандем и подоцна сте разделивте. Дојде и Фолкфест во Ландово, каде што не споија заедно со Адријана. Аха. Со Адријана. Црната и плавата, Да, ја црната и сеќам, плавата. Каде што Горан пишуваше за нас многу песни, земавме многу награди, многу турнеи. Значи, тоа ми се случуваше толку вртоглаво брзо, дури не бев ни јас свесна дека на 20 години веќе имав огромна популарност. Значи, со Адријана едно 7 години бевме заедно, но мислам дека се уште не паметат луѓето по тие исти фустани, ние секогаш моравме да имаме некоја кореографија заеднички осмислена. Но нели, како се вика, све што е убаво, некогаш па ете, мора да има и крај, зависно со тоа Пријателски што... се разделивте, зашто видев една фотографија. Добро, во какви тогаш... односи? Не, сега сме во добри односи, нормални односи. Па тогаш сега, нормално дека секогаш кога ќе се раздели човек од некои причини, можеби едниот ќе биде позасегнат, но тогаш јас сакав да си почнам веќе мојата кариера да биде соло, но како и да е, сега сме во супер односи. Во каков односи со твоите колеги од фолк естрадата? Па релативно сум во добри односи, значи има можеби само две особи кои што јас не контактирам и не би сакала да бидам во добри односи, бидејќи сметам дека таа личност колешки нешто направила кој што не дека јас не простувам, но имам чувство дека не треба да продолжам да комуницирам. А генерално со сите колеги сум во добри односи. Знаеме честопати нели на снимањата да се опуштиме, да се дружиме приватно, да одиме некаде, да вечераме заедно, па дури се слушаме. Како тие фолк дружби кога ќе се соберат повеќе колеги од фолк музиката? Па многу интересно, ние сме меѓу нас многу слободни и ние сме некако како меѓу нас исповрзани дури како браќа и како сестри. Се тоа, значи со гушкање, се тоа со шали, со смеи, со навистина сме многу отворени едни спрема други и дури у последно време сваќаме дека треба малку да се штитиме, бидејќи пандемијата не научи на нешто што сепак сме ние тие кои што мора да се бориме за нашата фела, бидејќи нели луѓето од страна ни посакува само лошо. Ја сакам да спомнам кирката и таа работи некоја сосема друга професија. Па кирка ми се уште студира, она е, таа е 4-та година на мултимедија на ФОН. Графички дизајн беше нешто сега? Мултимедија. Графички дизајн е под мултимедија, но сепак она е на смерот мултимедија, каде што не се занимава со оваа професија, значи низиниот избор е тоа. Сега оваа година ќе дипломира, па колку сте блиски, што вели таа за тебе и како се носи таа со негативните критики за тебе, да речеме? Да бидам искрена, Тамара е една, мислам, кирка ми е многу фина, едноставна девојка, многу правична, но таа некогаш и не ни чита Фејсбук, дури и не ни има Фејсбук и знае со годиниве на нас да се носи со тоа, бидејќи таа мисли дека јас сум најдобрата мајка и нема зашто да се заморува за некој си кој што нема никакви допирни точки, нели? Со тоа секогаш ми е поддршка, секако се разбере дека јас на мојата кирка како секоја мајка
ќе бидам поддршка. Лани после подолго време се сеќавам, пошто не се случуваше ништо, беше најавен концерт, мислам дека беше и ти еден од организаторите во концертот во Битола и се покажа дека навистина на народот му требало, на луѓето им требало на фолк. Да, тогаш се собравме, ја бев тогаш исто еден од организаторите. Тоа беше исто еден проект од владата што направеше и се собравме околу колку беше 12 пијачи, така беше на едно мултиетнички концерт кој што навистина беше добро прифатен и токму тогаш видовме дека на народот му треба забава, на народот му треба македонските песни и мислам дека и во оваа пандемија всушност видовме колку музиката е потребна. Значи, кога нас ни се стави ембарго да не работиме, се затворија кафаните, се затворија како се вика, свадбените веселби, бутиците не работеа за свадби, цвекарите, шминкирките, фризерките. Значи, ние сме многу битен елемент во социјалниот живот, бидејќи ако се тоа перпетум мобиле, нели, ако нема песна, нема одење у ресторан, нема ногти правење, нема фризура, нема венчаници, нема цвекиња, ништо нема, значи едноставно. Така да кога се отворија рестораните, тие што се љубители на правата музика, тргна, вика, доста беше веќе, дајте почнете да пеете и ние да се малку да се врти парата едноставно, нели? Да се врти парата. Да се врти парата е многу битно. Сега за крај само да те прашам, пред да свртиме парата, што мислиш за естетските корекции, колку те плаши старењето, како и секоја жена, да речеме, која што е поминала 40 години? Добро, за нас жените обично се вели, ако е над 40 години, таа е веќе стара, нели, често пати знаат да не лепат епитети, стара, баба, ваква е, пластична, таква е. Значи, тоа се од некои, мислам, коментари претежно од мажи. Па жени мислам дека повеќе, не мажите не ги приметуваат. Има и мажи, не ги приметуваат и тие, значи, и тоа мажа кој што, кога го видиш кој ти коментира, мислам... Си викаш, болја се врти пара. Да, него, знаете како, ние жените сме малку пошироки. Кога, например, за една жена ќе се каже дека се здебелила, викат леле колку е дебела, а ние па ако се здебели дека маж, види го како меченте се направил. Да, некако пример, да, испаѓа дека секогаш мажот кога нешто има недостатоци, ние ги оправдуваме, или сега жената ако пример е нефарбана, нешто или несредена, ова како се запуштила, а мажот ако има побелена коса, упа види овој шармантен станал, значи можеби да, можеби и до перцепцијата, можеби па и ние поинаку гледаме, можеби па ние се загледуваме па во душата на човекот, а мажите можеби сето тоа го генерализираат само визуелно, иначе мислам дека треба малку да се задлабочат. Не би требало така површно да ги доживуваат нели жените. Со тоа што нормално дека сметам дека секоја една жена па и би требало малку да држи до себе, не дека не. Значи, Александра, сведоци сме дека девојките, не само пејачките, и девојките сега ставаат, например, хилурон во устните, да се зголемат, тоа не е некоја модерен начин на живење. Модерен начин на живење. Па значи пластичната хирургија не е ништо страшно во ова време каде што ти нуди дека некој ако има крив нос, па зошто да го носи тој крив нос? Значи нормално среди го, направи го убав. Да бидеш пријатен или за околината и за себе, само довербата да ти се појача. Ако имаш клемпави уши, нормално дека треба да се ги направиш. И што е толку страшно ако една жена смета дека устите треба да бидат малку поголеми? И најчесто добиваат критики од оние жени кои што они биле природни. Па добро, природна си грда. Разбави се малку, ако ти нуди животот можност да бидеш убава. Така? Јас имам, да. Значи, ништо не е страшно. Јас устите други направив уште пред, можеби, 17-18 години. Да, ги потполнив, каде што бев и прва и ништо тоа не е страшно. Друга, да речам, пластична операција немам. Често пати знаат да ми кажат она е пластична, ваква така, но јас тоа ќе си го доживам како комплимент. Да. Бидејќи на своите години, навистина немам ни премногу брчки, значи мислам дека лицето ми е доста обтегнато и можеби се уште не ми е време. А кога ќе ми дојде време, тогаш јас сама со собствените пари, со собствената мисла ќе си одлучам дали ми треба или не ми треба, нели? И не ме интересира кој што ќе каже. Тоа е тоа. Уште за крај, значењето на татуажата? Па добро, музиката е мојот живот. Music is my life. Нормално дека музиката е мојот живот.
Имам уште едно татуажа тука, така, тоа е да. Don't forget love yourself, значи немој да заборави да се сакаш себе си. Да. Јас во последно време, значи, ова изрека си ја практикувам, кога ќе станам од сабеле, ќе си го измијам лицето, ќе се туширам и тоа ме подсетува дека пред се треба да си се сакам себе си, а кога ќе се сакам себе, можам да ги сакам и другите околу мене. Ирина, ти благодарам на убавиот разговор, ти благодарам што беше гостин во студиото на Репортерите и посакувам убави Великденски Чест ми празници. беше и задоволство и посакувам и вас се најубаво.